Во ова издание. Додека многу критичари ги поздравуваат напорите на САД за сподобување на вакцините, донациите не се доволни. Нема алтернативен план за ставање крај на пандемијата. На 71 година вежба 4 пати неделно неколку часа на ден. Незиниот календар целосно исполнет со надпревари и патувања. Пристигнуваат на пристаниште со мрежи за риба. Во ризик се наоѓа и туризмот. Алгите проблем и за капачите и за сурферите. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски и јас сум Јеле Бојаджиевски. САД продолжуваат да распределуваат вакцини против COVID-19 на глобално ниво, согласно завожбата од председателот Бајден за распоредување на половина милиарда дози во текот на следната година. Маријама Дјало известува за реакциите во некои земји кои веќе ги примиле вакцините. Танзанија прими прва достава од 1 милион дози од Джонсон и Джонсон вакцината. Новиот председател беше меѓу првите вакцинирани. Танзанија е една од последните држави во Африка што доби вакцина од било кој извор, главно поради поранешниот лидер кој почина во март, а сметаше дека со молитва може да се победи COVID-19. Ставовите кон вакцините се поделени. Мерките на председателот за нова насока во битката против коронавирусот им донесоа олеснување на танзаниците. Не сакам да се вакцинирам. Зошто да не бидат земени преди традиционалните решенија? Зошто мора да користите странска медицина? И покрај отпорот кај некои, министерката за здравство на Танзанија уверува дека вакцините се безбедни. Танзаниците треба да имаат доверба да се вакцинираат. Пред една недела, САД испратија повеќе од 150.000 дози од вакцината Джонсон и Джонсон во Буркина Фасо. Американската амбасадорка Сандра Кларк присуствуваше на церемонијата на врачување на вакцините. Ке има уште достава во следните недели или месеци. Министерот за здравство на Буркина Фасо изрази благодарност. Со овие дози ќе се вакцинираат луѓето кои што имаат потреба од тоа. Акуна Кук од Американскиот Стейт Департмент за гласот на Америка вели дека повеќе дози се на пат. Ќе биде доставено најголемото количество дози од која било земја. Во Јужна Африка 5,6 милиони дози, а во Нигерија над 4 милиони дози. Но стапката на вакцинација ширум Африка е на ниско ниво, со помалку од 2% од 1,3 милиарди жители на континентот кои што примиле една доза, според Центарот за контрола и превенција на болести во Африка. Кук истакна дека САД помагаат и во други области. Инвестиравме во производство на вакцини во Јужна Африка и во Сенегал, за да осигураме дека Африка може самата да произведува вакцини. Обезбедуваме економска помош за државите кои што се на удар од COVID-19 со над $541 милион поддршка. Се доставуваат вакцини од Африка до Аргентина, каде 3,5 милиони дози од Модерна пристигна минатиот викенд. За нас е важно соседите во регионот да може да го ограничат ширењето на COVID. Со примените донации обезбедивме 36,5 милиони вакцини. Аргентина вакцинираше речиси половина од населението од 45 милиони жители со првата доза, а речиси 5,3 милиони со двете дози. Речиси 105.000 луѓе почина од коронавирусот според официјални лица. Колумбија, која има едно од највисоките стапки на заразени во Јужна Америка, исто така прими вакцини. Председателот се заблагодари на испораката. Денеска примивме извореден гест. Сакам да му се заблагодарам на председателот Бајден. Колумбија, која е нација со 50 милиони жители, има речиси 120.000 жртви на COVID. Зборувајќи во Сингапур, американскиот секретар за одбрана Лојд Остин изјави дека Индо-Пацифичкиот регион е приоритет. Пандемијата не потсети колку длабоко нашиот свет е поврзан. Денес, закана за глобалното здравје негде е закана по безбедноста на секаде. Додека многу критичари ги поздравуваат напорите на САД за споделување на вакцините, тие велат дека донациите не се доволни и нема алтернативен план за ставање крај на пандемијата. 71 годишната Алиса Лехт секој вторден вежба и учествува на надпревари за танцување. Следниот прилог е за незината страст
кон танцувањето. Алиса Лехт е родена 1950 во воена фамилија во поранешниот Советски сојуз. Но таа не можела да замисли иднина таму и во 79-та се преселила во Њујорк со незиниот 9-годишен син. Благодарна сум за се што добив овде. Нашиот живот се подобри од како се преселивме во САД. Имавме стан, работа за да ги платам сметките. Не зависевме од никого. Животот во Америка не бил лесен, бидејќи недостасувало семејството во Советскиот сојуз. Но Лехт вели дека таа работела премногу на сопствениот бизнис за да имала време да жали. Во незините 50-ти сфатила дека била финансиски способна за да се посвети на незината животна страст танцувањето. Но танцевать я всегда любила. Вот мне нравилось движение с Од секогаш сум сакала да танцувам, но никогаш немав шанса тоа да го направам додека не наполнив 55 години. Се сеќавам кога прв пат се квалификував да се надпреварувам во Лас Вегас. Се чувствував како во бајка. Се наближував до 60-тите години во тоа време и не сакав да излезам од таа бајка. На 71 година таа вежба 4 пати неделно, неколку часа на ден. Има десетици балски фустани и чевли. Незиниот календар целосно исполнет со надпревари и патувања. А потом они уже начинают стрелять на танцы. Секој пат кога ќе пристигнам на надпревар, се чувствувам нервозно и се приспитувам зошто го правам тоа. Но анксиозноста и сите грижи исчезнуваат кога ќе почнам да танцувам. Пред 7 години Лехт се преселила во Мајами, Флорида. Иако живее на само неколку чекори од плажа, таа поминува повеќе време во студио за танци отколку на плажа. Это, наверное, глупо будет звучать, но я... Кога ќе им кажам на луѓето колку години имам, како да зборувам за некој друг, се чувствувам како да имам 25 години. Тренирам со млади лица на 16 и 18 години, како да сме врсници. Лехт има многу зафатен распоред со подготовки, многу надпревари и амбициозни планови за иднината. За крај на News Flash, луѓето на крајбрежјето на Средоземното море во Шпанија се соочуваат со инвазија на алги кои го уништуваат биодиверзитетот, меѓутоа предизвикуваат и штета врз туризмот и риболовот. Еве ги деталите. На врвот на Пиренејскиот полуостров, Тарифа е на јужниот град во Европа. Овој тесен простор на Медитеранот, што ги дели Европа и Африка, е транзитна точка за китови и богато место за риболов на туна, која се храни со хранливите материи на Медитеранот. Овој дел представува и голема транзитна рута за светската трговија, каде дневно поминуваат и по 300 бродови. Научниците веруваат дека токму преку товарните бродови доаѓаат и инвазивните алги, кои според локалците представуваат ноќна мора. Го познавам морето добро и вакво нешто немам видено во животот. Порано имаше многу октоподи, а сега гледаме само еден или два во годината. Алгите кои потекнуваат од Азија успеваат на 10 до 20 метри морска длабочина, немаат предатори и ги зафаќаат пукнатините каде живеат морските видови. Тарифа е дом на 44 бродови за риболов и тие се во ризик да исчезнат. Пристигнуваат на пристаништето со мрежи полни со алги наместо со риба. Туната е најскапа риба, но нивниот извор на храна исчезнува. Во ризик се наоѓа и туризмот. Алгите се проблем и за капачите и за сурферите. Алгите доаѓаат од крајбрежјата на Кина, Јапонија и Корејскиот полуостров. Истражувачот Антонио Вегара ги проучува можните решенија за овој проблем, вклучувајќи обврска бродовите да ги празнат контейнерите пред да се закотват на пристаништата на Шпанија и Мароко. Бродовите кои поминуваат преку Гибралтар треба да ја чистат водата, особено оние што доаѓаат од Азија од каде потекнуваат овие алги. Вегара предава во едукативниот центар на Тарифа и неговата работа вклучува и наоѓање начини како да се искористат алгите за правење производи, како за ѓубриво и козметика. Тука е крајот на петочниот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку Facebook, Twitter, Instagram. Пријатна вечер и пријатен викенд.
Thank